Благодарам, председателка. Една мала корекција до вас. Оваа комисија е надлежна за сите останати комисии. И тука одлучуваме за членови, заменици и така натаму. Ова е таа, да речам, матична комисија на кадровските прашања за и собранието и за останатите овој институции. Но се јавив за една мала реплика на колегата, почитуваниот колега Диме, за да коригирам еден негов навод. Колега, јас кога говорам за составот на одборот, апсолутно не мислам која сум јас да ревидирам нечии дипломи. И ве молам, не поминуваат такви спинови, знаете. Да бидеме прецизни во говорењата. Јас кажав, и еве го прифаќам објаснувањето на председателката, дека ги немаме како членови на комисијата нивните CV-ја. Кажавме дека за академик Коцарев нема тука што да говориме. И во ред објаснувањето. Имаме право како пратеници да побараме CV-ја, апсолутно така. И не мора, ако било тоа некаква си собраниска пракса, да остане така. Може и да работиме и поинаку. Бидејќи, знаете како, оваа одлука е навистина важна поради политичкиот контекст, поради условите во кои што се наоѓаме како држава, поради уцените кои што ги добиваме, заканите кои што ги добиваме. И јас се согласувам со вашата констатација дека ние треба да бидеме заедно, да делуваме заедно. Камо среќа вака да делувавме. Секогаш кога имаше и има отворени прашања. Јас имам разговарано поединечно со многу членови од Социјалдемократскиот сојуз и поранешни колеги и сегашни дека црвените линии македонците требало да ги испишат многу одамна. Или па некои црвени линии кои што биле поставени, некој ги пречекорил. И тоа се прашања, колега, кои што, знаете како, историјата ќе суди. Историјата, времето ќе кажува кој направил добри потези, кој направил лоши потези. Но да се вратиме на програмата, што ние бараме, како што кажа колешката Ане. Значи, што бараме? Не бараме, тоа е процес кој што требало, ама сте го испуштиле како владеачко мнозинство. И јас не можам да верувам дека тоа е случајно, зашто да била една година, па ајде да помислам дека е случајно, па да обвините не знам кого. Ама 5 години да не носите програма? Тоа е и тенденциозно, или воопшто не се води грижа за значајните настани во Република Македонија генерално. Ова не поттикна за да ви кажеме каде сте. Спомнувате институции. Да, и Институтот за историја ги слушав. Секој поединечно си подготвува програма за прослава. Ама тука, во собранието ја нема програмата. И кој е виновен? Кого да обвиниме? Кога пратениците ја гласаат програмата, кога пратениците треба да ја состават со помош на експерти. Зошто, мислам, треба да се прифати дел од вината. Мора да се прифати. И, еве, се приклучувам кон апелот на колешката Ане, утре да седнеме сите и да продискутираме околу усвојувањето и да ја усвоиме декларацијата за